Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик во Основно училиште Истикбал Тетово. Денес ние ќе учиме за интерпункцијски знаци. Ова видео настава е наменето за ученици од 7 оделење. Правописни и интерпункцијски знаци. Денешната наставна единица ни е за интерпункцијски знаци, за точка, запирка, прашалник, две точки. Цели на часот да ја согледате употребата на интерпункцијските знаци, точка, запирка, прашалник, две точки и правилно да ги употребувате. Правописни интерпункцијски знаци се знаци кои се користат во различни функции. Интерпункцијата представува систем од писмени знаци со кои се означуваат почетокот и крајот на речениците, границата и односите меѓу дел реченици и меѓу реченични членови, интонацијата, темпото и паузите при зборувањето. Интерпункцијата ги опфаќа и правилата за употреба на интерпункцијските знаци. Правописните знаци служат за разбирање на конкретен збор или група зборови во реченицата. Правописните знаци служат за разбирање на конкретен збор или група зборови во реченицата. Например, бидејќи се разликуваат во своето значење, зборовите не и не ги пишуваме различно. Не ја означува негацијата и служи за одречни форми, не ја означува кратката заменска форма, отличната заменка за означување директен предмет, акузатив во прво лице множина. Наредниот знак, односно цртичката од лево кон десно над самогласката е правописен знак. Интерпункцијски знаци ги нарекуваме оние знаци кои се користат во пишувањето за да може појасно да се прикаже она што сакаме да го кажеме. Интерпункцијски знаци се точка, три точки, запирка, прашалник, извичник, прашалник и извичник, две точки, точка запирка, наводници, загради, црта, тире, цртичка, апостроф, надреден знак. Што е точка? Точка се пишува на крајот од расказните реченици и на крајот од речениците со кои се искажува блага заповед. Правописно точка се пишува кај скратениците. Кога набројуваме задредните броеви, ако се напишани со арапски броеви. Кај датумите, ако се напишани со арапски броеви, се пишува точка, а ако се напишани со римски, не се пишува точка. Три точки. Кога некоја мисла што сакаме да ја искажеме, ја прекинуваме, така што таа останува недовршено, пишуваме три точки на крајот. Запирка. Со запирка се одделуваат еднаквите делови во реченицата, подмети, предмети, атрибути како набројување. Доматите, пиперките, морковите и компирите беа скапи оваа година. Апозицијата се одделува со запирка. Тони, мојот сосед, има убаво куче. Извиците се одделуваат со запирка. Ов нешто ме боцна. Вметнатите зборови изрази се одделуваат со запирка. Вие се разбира сте во право. Зборовите за обраќање се одделуваат со запирка. Мамо, јас ќе си легнам. Запирката се става и пред зборовите то ест, односно и тоа, како и пред спротивните сврзници а, ама, но, туку. Тој нема да дојде, тоест не може да дојде. Јас го направив тоа, а не ти. Потврдната честица да и одречната не се одделуваат со запирка кога стојат на почетокот од реченицата. Да, ќе дојдам, не доаѓа. Запирка во независно сложената реченица. Составните реченици се одделуваат со запирка, освен кога се поврзани со сврзникот и. Пред сврзникот и никогаш не се пишува запирка. Тој дојде, седна и почна да чита. Спротивните реченици и редовно се одделуваат со запирка. Не зборувај, туку слушај. Разделните реченици не се одвојуваат со запирка, освен ако втората е особено истакната или реченица е премногу долга. Или слушај ме, или ќе те истепам.
Исклучните и заклучните реченици се одвојуваат со запирка. Сите дојдоа, само тој не дојде. Тој дојде, значи ме сака. Запирка во зависно сложената реченица. Сите зависни реченици кога се во инверзија или се вметнати се одделуваат со запирка. Кога ќе дојдеш, ќе учиме заедно. Кога се во обичен ред, може, но и не мора да се одвојат со запирка. Тоа зависи од потесната или полабавата врска меѓу нив. Исказните и целните реченици никогаш не се одделуваат со запирка. Тој рече дека ќе дојде. Тој застана да купи леб. Прашалник. Прашалник се пишува на крајот од прашалната реченица. Ќе дојдеш ли утре кај мене? Се пишува зад прашални зборови и скази. Кога, каде, зошто. Извичник се пишува на крајот од извичните реченици. На крајот од речениците со кои се искажува построга заповед. Во речениците со кои искажуваме силна возбуда. Зад извици со кои се искажуваат разни чувства или служат за имитирање звуци или животински гласови. Прашалник, извичник. Овој интерпункцијски знак се користи на крајот од реченицата во која искажува мисла со која истовремено сме изненадени и зачудени. Две точки се пишуваат пред набројување. Денес по распоред имаме англиски, математика. За директен говор пред туѓите зборови се пишуваат две точки. Тоа ме рече, денес ќе си одиме порано. Точка и запирка се пишуваат помеѓу проширените еднородни делови на реченицата, особено кога во нив има запирки. На состанокот ќе дојдат Марко, председателот на класот, Весна, заменикот и Милена, благајникот. Точка и запирка се пишуваат по зависни реченици кои се однесуваат на една главна. Кога ќе научиш, кога ќе си ја средиш собата, кога ќе ги напишеш домашните задачи, тогаш можеш да излезеш. Пред сврзниците, но, сепак, меѓу тоа може да се напише точка и запирка, особено ако во реченицата има многу запирки. Ние му зборувавме, му окажувавме, го молевме, но ништо не помага. Со точка и запирка се одделуваат и разни заклучоци, решенија и слично, кои се набројуваат пред точки. 1, 2, 3. Наводници се пишуваат на почетокот и крајот на нечии туѓи зборови. Тој рече, денес добро се чувствувам. Ако реченицата завршува со точка, се пишува наводници па точка. Ако завршува со прашалник, извичник 3 точки, тогаш прво се пишуваат тие па наводниците. Тој праша, ќе дојдете кај мене. По наводници се пишуваат наслови на книги, песни, раскази, весници, списанија, имиња на установи, предпријатија и така натаму. Во наводници се пишуваат и зборовите кажани во спротивна мисла, тој е многу добар или тој е многу лош. Загради, во загради се пишуваат оние зборови, изрази или цели реченици кои дообјаснуваат нешто. Тој бил во градот Малме, Шведска. Во загради се пишуваат забелешките, ремарките во драмите. Лиле влегува од левата страна, добар ден. Црта или тире се употребува наместо наводници при пренесување на туѓи зборови. Каде си тргнала, праша Марко. Никаде, одговори Каролина. Црта се пишува пред збор, израз или реченица што сакаме да ја истакнеме. Тој научи за денес, ама попусто професорот не го праша. Црта се става и на местото од испуштени зборови. Ние за волкот, а тој на врата. Црта се става пред показната замека, тоа се поврзува именскиот прирок и подметот. Зависта, тоа е најлошата особина на човекот. Предпоказните частици еве, ене, ете и предпоказните замеки тоа, ова, она се пишува црта кога со нив опфаќаме некое набројување. Чистиот воздух, прошетките и вежбите, тоа е мојот доручек. Меѓу броевите, наместо предлогот да, може да се напише црта. Тие работат од 10 до 12 часот. Црта се пишува и меѓу два места за да се означи правецот на движењето од едното до другото место. Вечерва се случи сообраќајна несреќа на патниот правец Скопје-Велес. Цртичка, сложенките кои го чуваат своето самостојно значење се поврзува со цртичка.
Предлог закон, жиро сметка, Охридско-Преспански 3-4. Помеѓу двојни презимиња се пишува цртичка. Марија Матовска Стојановска. При префрлување на зборовите во друг ред пишуваме цртичка. Апостроф. Како правописен знак, апострофот се пишува на местото на изоставен глас во зборот. Мгла, сонце. На почетокот од зборот, пред самогласното р, рш, рти, ржи. Надреден знак, над самогласката е во кратка заменска форма нас, не, за да се разликува од негацијата не. Кога влеговме, не забележаа веднаш. Над самогласката е во прилогот се, за да се разликува од кратка заменска форма, од повратна заменка себе, се кој често ја употребуваме со повратните глаголи. Се случи многу брзо. Над самогласката и кај кратката заменска форма, од не изе и да се разликува од сврзникот и. Не и рече ништо и не и дозволи да зборува. Браво, драги ученици, што научивте како правилно се користат правописните знаци.